Државните службеници треба да бидат своевидни менаџери, добро да раководат со своите тимови, да ги спроведуваат владините одлуки и да бидат пример со своето одговорно и совесно однесување, рече денеска францускиот амбасадор Кристоф Ле Риголер по потпишувањето на меморандумот за соработка со Министерството за јавна администрација. Според министерот Минчев, меморандумот е чекор напред во спроведувањето на реформите во јавната администрација, незината професионалност, транспарентност и ефикасност. Соработката, напомена тој, ќе овозможи воспоставување Академијата за обука и стручно усовршување на административните службеници. Бројот на невработени лица во Македонија се намалува, но истовремено опаѓа и бројот на вработени, покажуваат последните податоци на Државниот завод за статистика. Во вториот квартал од 2025 година невработеноста е пониска за 7,2% во однос на лани, додека бројот на вработени е намален за 4,2%. Според експертите, овој тренд се должи на порастот на неформални вработувања, дури 98.095 лица работат на црно, што е раст од 11,3%, а најмногу ги има во земјоделството и градежништвото. Едноставно голем број работници не сакаат да бидат пријавени за да не ги изгубат социјалните придобивки како невработени. Од друга страна, според економски експерто, тоа им одговара и на некои компании, затоа што агресивното зголемување на минималната плата и трошоците за компаниите во последните неколку години го поттикнуваат сивиот пазар и тоа може да ја доведе државата во состојба кога бизнисот повеќе ќе вработува на црно. Поранешниот македонски председател Ѓорѓе Иванов учествуваше на 8-миот конгрес на лидерите на светските и традиционалните религии, што се одржа во Астана под покровителство и со председавање на председателот на Казахстан Касим Жормат Токаев. Во рамките на конгресот, председателот Иванов, како што соопшти неговиот кабинет, се обратил на панелот Духовните вредности во ерата на дигиталната реалност и вештачка интелигенција, каде што во своето излагање ја истакнал двојната природа на новите технологии и вештачката интелигенција, можностите кои ги создаваат и отвораат, но и предизвиците кои стојат пред духовноста и човечноста. Иванов предупредил дека вистинската вера не може да биде создадена од машина, а вистинската поврзаност не се мери во лајкови, туку во љубов и присуство. Вкупно 31 пожар на отворен простор се регистрирани во Македонија во последното деноноќие, од кои 2 се активни, 2 се под контрола, а 27 се изгаснати, соопштија од ЦУК. Се уште е активен пожарот кај скопското село Виниче, каде што гори нискостеблеста шума, како и на планината Кожув, каде што е зафатена букова шума. Под контрола се пожарите во депониите Дрисла и во Острец во Делчево. Утрово во голема полициска акција на подрачјето на Берово, Пекчево и Делчево се апси организирана криминална група која со години наназад вршила нелегална сеча на шуми, злоупотреба на службена положба, примање и давање подкуп, како и други тешки дела против животната средина. Неофицијално, меѓу приведените се и актуелен директор на јавното претпријатие Македонски шуми и актуелен началник во полицијата, како и повеќе полициски службени лица, шумски полицајци, службено лице од подрачната единица на Министерството за земјоделие, како и сопственици на правни субјекти. Тие се сомничат дека систематски организирале нелегална сеча и транспорт на дрвна маса, која потоа преку коруптивни врски ја пласирале како легална сеча. Иако деновите се уште се со температура на кај 30 степен, утрата подсетуваат дека за 2 дена навлегуваме во есента. Утрово во Берово беше измерена температура од 1 степен, а како што информира од УХМР, 3 степени биле измерени во Лазарополе, 4 во Попова шапка, 5 во Крива Паланка и Битола. Сончевото време од денес ке се задржи и во последните денови во цела Македонија со максимални дневни температури од 30 степени. Веќе од 26 септември, според прогнозите, ќе настапи поголема промена на временската состојба. Ќе имаме зголемување на облачноста, многу повеќе врнежи, продор на многу поладен воздух од север, па дури и можна појава на снег на планинските места. Виртуелната министерка Диева, облечена во традиционална народна носија, за прв пат се обрати во албанскиот парламент. Незиниот ресор ќе биде следењето на јавните трошоци и борбата против корупцијата.
Не сум тука да ги заменам луѓето, туку да им помогнам. Точно е дека немам државенство, но немам лични амбиции или интереси, им рече Диела на пратениците. Додека поставувањето на министер креиран од вештачка интелигенција за премиерот Еди Рама е врвно технолошко достигнување, за пратениците од опозицијата ова е обид на владата да ја прикрие постоечката корупција. Земјотрес со јачина од 7,8 степени по Рихтер го погоди подрачјето во близина на рускиот полуостров Камчатка, соопшти американската геолошка служба. Потресот е регистриран во 6:58 часот по локално време на длабочина од 10 км и околу 128 км источно од Петропавловск, Камчатски. Веднаш по ударот издадено е предупредување за цунами поради ризик од разорни бранови долж брегот на Пацификот. Гувернерот на Камчатка потврди дека е прогласено вонредно предупредување и апелираше граѓаните да ги следат упатствата на надлежните служби. На масовните протести што денеска се одржаа низ цела Франција на повик на синдикатите против владините предлози за драстично намалување на буџетските трошоци, уапсени се 309 лица, а за 134 е одреден притвор, соопшти вечерова француската полиција. На протестите според власта учествувале околу 500.000 луѓе, додека организаторите тврдат дека бројката достигнала 1 милион. Во немирите биле повредени 26 полицајци, а јавниот превоз и дел од париското метро беа во прекен, додека демонстранти блокирале улици и патишта во повеќе градови. Во Берлин е наредена масовна евакуација поради пронајдени бомби од Втората светска војна. Германската полиција соопшти дека во центарот на градот во близина на реката Шпрее биле откриени 2 воздушни бомби за останатиот тој период. Според првичните проценки се работи за експлозивни направи кои може да предизвикаат сериозна закана, па затоа е воспоставен безбедносен кордон од 500 метри. Поради ризикот властите започнаа евакуација на речиси 20.000 луѓе, меѓу кои жители како и вработени во околните институции. Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека не сака градоначалникот на Лондон Садик Кан да присуствува на државниот прием во Велика Британија организиран во негова чест. Тој го нарече Кан еден од најлошите градоначалници во светот, обвинувајќи го за порастот на криминалот и за ужасна работа во управувањето со градот. Кан возврати дека веќе одамна јасно ставил до знаење оти не очекува ниту бара покана за банкетот и нагласи дека Лондон е глобална приказна за успех, отворен, динамичен и побезбеден од голем дел американски градови и затоа рекорден број американци го избираат токму Лондон за свој дом. На превојот Бренер на границата меѓу Италија и Австрија беше пробиен нов железнички тунел низ Алпите, кој ќе го поврзе северот и југот на Европа. Со должина од 64 километри, тоа ќе биде најдолгиот железнички тунел во светот, а патувањето меѓу Фортеца во Италија и Инсбрук во Австрија ќе се намали од сегашните 80 на помалку од 25 минути. Се очекува првиот воз низ тунелот да помине во 2032 година, а проектот ќе чини околу 8,5 милиарди евра. Преку Бренер годишно се пренесуваат околу 50 милиони тони стока, од кои само 30% по железница, а очекувањата се по пуштањето во употреба се обраќаат да се пренасочи во корист на возовите.